Извршната власт во Франција се надева дека враќањето во нормалниот живот ќе биде можно кон средината на април, дури ако во меѓувреме има тешки недели, изјави владиниот портпарол Габриел Атал, јави дописникот на МИЕ. Враќањето кон нормалниот живот е на повидок, местата што го сочинуваат нашиот социјален живот повторно ќе се отворат. Тоа е хоризонт на крајот од тунелот што мора да го имаме во предвид, благодарение на вакцинацијата, изјавил Атал. При тоа тој потврди дека владата има намера да даде диференциран одговор на хетерогената ситуација на териториите. Властите во Мјанмар обвинија 5 новинари и еден фоторепортер на Associated Press за кршење на законот за јавен поредок и ако бидат прогласени за виновни би можеле да бидат осудени на 3 години затвор. 6 медиумски работници се приведени во текот на протестите кои почнаа по воениот удар изведен на 1 февруари. 4 од обвинетите новинари се вработени во локални медиуми и еден е фриленсер. Според законот за јавен поредок предвидени се казни за секој кој предизвикува страв во јавноста. Инаку протестите во Мјанмар почнаа на 2 февруари, а на денешните демонстрации ширум земјата се убиени најмалку 13 лица. Училиштата во 14 држави ширум светот останаа затворени од март минатата година па се до февруари, се вели во извештајот на УНИЦЕФ за затворањето на училиштата. Од нив 2/3 се во Латинска Америка и Карибите, каде што се погодени речиси 98 милиони ученици. Како што се приближува една година од почетокот на пандемијата, повторно потсетуваме на катастрофата во образованието во вонредните околности на карантинот низ целиот свет, рече извршната директорка на УНИЦЕФ. УНИЦЕФ предупредува дека постојаното затворање на училиштата има катастрофални последици и за најранливите деца наместо настава постои закана да бидат принудени на детски бракови или пак детска работа.